160 милиони евра сомнеш за криминал, но никој нема да оди на суд и да одговара. Контроверзните бизнисмени и поранешни функционери Радко Капушевски, Ерџан Сулковски, Васко Ковачевски и Асмир Јаховски се спасија од прогон за спорните тендери и набавки на мазут за ТЕЦ Неготино. Обвинителството ја запре истрагата против 13 луѓе и една фирма, бидејќи немало докази за перење пари и злоупотреби. Велат дека по бројни анализи на договори, финанси и сведоштва, обвинителите утврдиле дека набавките биле законски, бидејќи се правеле за време на енергетската криза. Од обвинителството објаснуваат дека ЕСАМ ги викнал сите фирми со лиценца за трговија со мазут да се вклучат во набавките за ТЕЦ Неготино. Дел од компаниите, според сведочењата, сами се повлекле поради огромните количини, скапите банкарски гаранции и ризикот во време на енергетската криза. Според обвинителите, во случајот немало местење, туку итна битка за набавка на мазут. Од доказите произлегува дека мазутот бил навремено и континуирано испорачуван без да се доведе во прашање производството на електрична енергија. Во овој период немало рестрикции во снабдувањето со струја, а ТЕЦ Неготино придонел за пониски цени од пазарните. Истрагата на обвинителството за сомнителната набавка на мазут во ТЕЦ Неготино траеше една година. Во фокусот на случајот беше фирмата РКМ, која го добила тендерот и нејзините сопственици Радко Капушевски и Ерџан Сулковски. Меѓу осомничените и сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, син на пратеникот на ДУИ Исмил Јаховски. Акцијата за набавката на мазут беше спроведена на 10 март минатата година, пошто на Капушевски и Јаховски им беше одреден притвор. За Јаховски судот најпрво одлучи да биде во куќен притвор, но неколку дена подоцна мерката беше заменета со ефективен притвор. Во мај апелација му го укина притворот на сопственикот на Пуцко Петрол и му одреди мерки на предпазливост, откако беше прифатена гаранција од околу 2 милиони евра во готовина и недвижен имот. Иако поранешниот директор на ЕСАМ Васко Ковачевски, кој во бегство културни во овој случај, тој останува осомничен во друг предмет – адитив, во кој според сомнежите се проневерени 6,5 милиони евра за злоупотреби со набавката на адитив за термоелектраните Битола и Осломеј.